2 недели нема одговор од власта кој предлог на ВМРО ДПМН за уставните измени е прифатлив. Председателот на опозицијската партија Христијан Мицкоски предупредува дека Македонија може да навлезе во политичка криза, а евроинтегративниот пат и натаму ќе биде блокиран, бидејќи владата не може да го исполни она што го вети пред Европската унија, а што е обврска од францускиот предлог. Единствен одржлив излез во оваа ситуација според него се избори. Што се однесува за излезот се избори. Очигледно е дека излезот се избори и тоа е најлогичното нешто што може во моментот да се случи. Час поскоро да имаме избори, притисокот кој што се случува во општеството да биде, како да кажам, катализиран, таа енергија која што негативно се случува низ општеството да има одредена своја дисипација, односно да може да се раслои и само на тој начин ние можеме да дојдеме до релаксација на тензијата во општеството. Во спротивно, таа ќе еруптира до степен на неиздржливост. Премиерот Димитар Ковачевски пак не ја напушта реториката дека ВМРО ДПМН е прифатиле уставни измени и сакале да бидат дел од владата. Сите работи кои што беа поставени, беа и прифатени и сметам дека тоа е одлична основа за да работата продолжи на оперативно ниво низ работни групи, кои што ќе можат да ги договорат деталите, бидејќи сепак се работи и за детали. Кога почнува владата да функционира, кога се гласаат уставните измени, се работи за рокови. Бидејќи сметам дека оваа одлука треба да се донесе заедно. Бундестагот донесе резолуција со која што го потврдува македонскиот јазик, идентитет, култура и ја искажува својата недвосмислена поддршка за нашето вклучување во Европската унија. Во врска со резолуцијата која ја донесе германскиот Бундестаг, првиот човек на ВМРО ДПМН рече дека е степен подолу од резолуцијата донесена за време на владењето на ЦДУ на поранешната канцеларка Ангела Меркел. Тогашната резолуција посилно ги бранела македонските идентитетски одредници. Инаку, предлог иницијативата за уставни измени, подготвена од работната група, е во владина постапка и се очекува на следната владина седница да биде усвоена.